Судскиот систем во распаѓање, политичката елита не изгледа баш најзаинтересирана да го спасува, смета универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Во разговор за Алфа вели ова го покажуваат последниве потези со разрешувањето на државниот правобранител и обезглавувањето на обвинителството за организиран криминал. Темата е во распаѓање и не постои начин тој лесно да се ресетира, така што ние практично од оваа ситуација нема да излеземе брзо. Некој ќе треба да го поттурне системот да искочи од калта. Се надевам дека не е во жив песок. Нашиот систем моментално на самоуправување некој начин во судството преку судскиот и обвинителскиот совет гледаме дека исто така е дисфункционален. Според него, посебно суспензијата за Вилма Русковска, Елизабета Јосифовска и Ивана Трајчева покажува дека системот не е во распаѓање. Вели тешко е дека некој во иднина би решил да се бори против организираниот криминал после ваквите потези кои политиката ги прави врз ова обвинителство. Суспензијата и дисциплинските и кривичната постапка против обвинителките од организиран криминал покажува дека има структури во политичката елита кои што се заинтересирани постапките да не се истераат. Разрешениот државен правобранител е Фехим Шеху, кој реши да поднесе кривични пријави против сегашниот шеф на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски, неговиот колега од поранешното СЈО Арта Најро и сега веќе екс-директорот на финансовата полиција Арафат Муареми. Кривичните се бидејќи дозволиле Сеат Кочан да оттуѓува свој имот, кој требало да му биде замрзнат во текот на кривичната постапка која беше водена против него. Иако официјално си поднел оставка, сепак се шпекулира дека постоеле политички притисоци да се замине. Голем број шпекулации има и околу одлуката за суспензија на Русковска и колешките. Дел од нив се дека спремала кривична пријава за еден министер, а му подготвувала и притвор поради можно влијание на сведоци, и тоа пред да започне испитувањето сведоци за Беса Транс. Русковска демантираше, сепак за овие шпекулации пред медиумите мораше да одговори министерот Оливер Спасовски. Тој вели дека полицијата имала одлична соработка со обвинителството за организиран криминал. Секогаш сме имале одлична соработка на основа на се што било потребно, Министерството за внатрешни работи, потребните организациони единици да работат, да изработат она што е побарано со наредби и така натаму во секој поглед. Според Калајџиев, сите овие потези последниот период само ќе допринесат кон тоа кај граѓаните уште толку да падне довербата во правосудството, која во овој момент е повеќе од катастрофална, односно само 8%.